Алармантно, училиштето во Делчевско Трботивиште има повеќе наставници од ученици. Таблото на полуматурантите оваа година брои од 26 завршени деветооделенци и дури 9 наставници. Ако на ова се додаде и директорката и техничкиот персонал, излегува дека во ова училиште има двојно повеќе вработени отколку ученици. Состојбата е уште полоша во помалите оделенија, каде во редица има само по едно дете. Училиште? Да, јас одам овде во училиште. Кое оделение си? Јас сум пето оделение. И колку деца имате? Во оделението? Да, во оделението. Во оделението сме тројца. Значи, малку сме, нема многу. Да. Во шесто колку се? Во шесто, четворица. Во седмо? Па едно 6 души има. Осмо? 20. Најлошо состојбата е со четврто оделенците. Нив ги има помалку од кога и да е. Во оделението беа 4, едно замена за Виница, сега се 3. До година како ќе биде? Ќе видиме. Малиот број ученици во Трботивиште е уште една потврда за алармантна состојба со исилувањето во Делчевско. Овдешните жители пред празната училишна зграда со носталгија се сеќаваат за времењата кога овде беше поинаку. Ние кога бееме наша Осмолетка, тука над 200 души беа, у Разловца беа 220, само Разловца си беше. Да. А сега нема 30 деца, се у Разловца викаа. Тога имаше деца, имаше такова, сега нема. Избега, младиот народ се избега. Што ќе се случува со училиштето во Трботивиште, денес немаше кој да објасни. Малиот број на ученици во прашање ги доведува и работните места на наставниците, но тоа не беше доволна причина директорката да покаже поголем интерес за проблемот. На прашањето како тој ќе се решава и што во иднина со ово училиште ќе се случува, таа остана без коментар. Сепак, лошите работи нема сами да исчезнат, само затоа што некој така сака. За тоа да се случи, потребна е стратегија и работа. Прашање е дали има кој тоа да го спроведе.